Да погледнеме кои настани беа актуелни денес. Реактивната мисија на УНЕСКО започна на терен да ја скенира состојбата со природното и културното наследство на Охридскиот регион. Пролетно чистење на брегот на Охридското езеро. Министерот за здравство доктор Илир Демири и заменик министерката доктор Маја Манолева во работна посета на Охрид. Чествување за ликот и делото на Гоце Ангеличин Жура. Граѓаните на двојните избори на 8 мај на гласачките места ќе можат да одат само еднаш. За најавените и заостанатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Гледајте не. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Во петок во северна, северозападна, западна и југозападна Европа, како и локално во североисточните предели, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На југ од Скандинавија со слаби врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со пораст на дневните температури кои што ќе бидат високо над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 24 степени. Во Македонија во петок по свежото утро с утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 1 до 8 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 15, односно до 25 степени. Во Охрид во петок по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува до умерен југозападен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во сабота и недела сончево и многу топло време. Минималната температура од 8, односно 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во понеделник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое,
Колпасан, Идеал Стандарт, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Експерти од Центарот за светско наследство на УНЕСКО и неговите советодавни тела на терен ја скенираат состојбата со заштитата на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Реактивната мисија ќе оствари работни средби со сите инволвирани и засегнати институции, како и невладини организации, пошто ќе изработи извештај кој ќе биде разгледан на 46-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во јули годинава. Реактивната мисија на УНЕСКО пристигна во Охрид и деновиве ќе ја скенира состојбата со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион со цел да ја утврди фактичката состојба на терен во поглед на заканите врз доброто и спроведувањето на препораките. Представниците на Центарот за светско наследство и неговите советодавни тела вчера попладне имаа работна средба со градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, тим од локалната самоуправа и представници на невладини организации. По средбата градоначалникот објави дека во неговото излагање ја потенцирал силната посветеност на општина Охрид за зачувување на светското наследство на регионот. Детално ги информирав за сите чекори кои како локална самоуправа ги преземаме и современските рамки за реализација на истите. Силно сме посветени и не отстапуваме во спроведувањето на веќе пропишаните правила за зачувување на статусот од УНЕСКО, кажа Пецаков по средбата која беше зад затворени врати.
Денеска мисијата оствари средба во Охрид со министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Македонските власти го оценија како позитивен последниот извештај за состојбата со заштитата на природното и културно наследство на регионот и напредокот во спроведувањето на препораките, кои го добија во септември минатата година. Од него произлегува задачи да се поднесе ревидиран стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион и да се направат измени на законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење. Македонија и Албанија изготвија ревидирана верзија на стратегискиот план за рехабилитација на регионот, кој содржи акциски план со мерки за имплементација до 2030 година, кои се темелат врз препораките од реактивните мониторинг мисии на УНЕСКО од 2017 и од 2020 година. Измените и дополнувањата пак на законот за старото градско јадро на Охрид се во собраниска процедура заедно со предлог законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Најзначајна новина која што е предвидена со измените на законот за старото градско јадро е дека до донесувањето на новите усогласени детални урбанистички планови не ќе може да се градат нови објекти, доградби и надградби. Дополнително предлогот на закон содржи и одредби за посебна заштита на старото градско јадро и на неговата контактна зона од дејства со кои што може да дојде до оштетување, неповратно видоизменување, уништување или деградирање на споменичната целина. За некои од забелешките на реактивните мисии од 2017 и 2020 година започнато е постапување. Се носеа документи, планови, во процедура се закони, меѓутоа дел од битните документи, како што е Генералниот урбанистички план за крајбрежјето на Охридското езеро, се уште доцнат. Од друга страна, пак она што е донесено како законска легислатива не се спроведува доследно на терен, се само дел од забелешките на екологистите. Витално значење бидејќи таму има голем број на дивоградби и освен тоа крајбрежјето долго време стои така неуредено, плажите се на извесен начин запуштени, препуштени самите на себе без некој план кој што би ја средил целата таа ситуација. Во известни нешто постигнат е напредок, например добро е тоа што конечно се почна да се рехабилитира колекторскиот систем и на тој начин е спречено прелевање на дел од тие фекални води во Охридското езеро. Меѓутоа, во однос на другите закони, спроведувањето на тие закони на терен, тоа е она што најмногу недостасува и што е критично, бидејќи недостасува позаострена инспекцијска контрола и можеби капацитетот на самите инспекцијски служби е мал и ние долго време викаме дека потребна е пософистицирана контрола, како што е употреба на современи технички средства, дронови, термални камери за спречување и на дивите градби, но и на рибокраството на Охридското езеро. Извештајот на реактивната мисија за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион, како и ревидираниот стратегиски план за негова рехабилитација, ќе бидат разгледани на 46-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, што треба да се одржи во јули годинава, кога и ќе следува донесување на нова одлука за статусот на Охридскиот регион. Екологисти, активисти, невладини, ученици и јавното предпријатие Охридски комуналец започнаа со пролетно чистење на брегот на Охридското езеро. Како граѓани имаме сериозна обврска за заштита на Охридското езеро од секакви штетни влијанија кои го нарушуваат неговиот деликатен и уникатен екосистем, велат активистите. Со повеќе еколошки акции започна пролетното чистење на брегот на Охридското езеро. Невладини активисти, ученици и јавното предпријатие Охридски комуналец досега реализираа 2 од планираните 4 поголеми акции. Се чистеа плажите Акапулко, Лагадин, Пештани и Елишец. Како граѓани имаме сериозна обврска за заштита на Охридското езеро од секакви штетни влијанија кои го нарушуваат неговиот деликатен и уникатен екосистем, велат активистите. Само заеднички може да влијаеме на зачувување и промоција на природното наследство. Искрено се надевам дека овие предвеликденски чистења на плажите ќе станат традиција кај нас во Охрид, а следнијата година може да се ги вклучиме и улиците, парковите и се онака пролетно да си подзачистиме во градов. Сакавме да ги вклучиме средношколците, тие се многу сериозна група на граѓани кои што треба да се едуцираат, да знаат,
кога ќе се наведнеш да кренеш отпад и кога ќе видиш што се постои на крайбрежјето, на плажите, малку на друг начин размислуваш следниот пат кога отидеш на плажа. Ниската еколошка свест кај населението е клучниот проблем. Несовесно се одлага секаков вид отпад на брегот, но и во самото езеро. Охридското езеро не е исклучок од оно што се случува во цела Македонија, во нашата држава. Ние се наоѓаме во официјално во еколошка катастрофа веќе подолго време и тоа се провлекува без никакви решенија конкретни, а Охридското езеро, нашиот бисер, е всушност и персонификација на оно што се случува насекаде. За жал, се уште немаме конкретни решенија за проблемот. Нашите пријатели нуркачи кажуваат дека од оно што можеме да го замислиме што се случува доле, под вода, е многу полошо, а така и по нашите планини и реки, за оние што шетаат, знаат како е. Значи, еве по патиштата нема 1 сантиметар каде што нема депони, каде што нема isfrlen шут, градежен, кабаст отпад. Потребна е стратегија со конкретни мерки и активности за зачувување на животната средина, но и зголемување на еколошката свест кај населението. Потпишан договор за поправки и санација на Маларична со примена на фасада, кров и партерно уредување. Министерот за здравство доктор Илир Демири и заменик министерката доктор Маја Манолева во работна посета на Охрид. Министерот за здравство Илир Демири и заменик министерката Маја Манолева денеска беа во работна посета на Охрид, каде што ги посетија здравствениот дом во Охрид и специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Во изминатиот период, здравствениот дом значително ги унапреди условите со реновирање на просториите во службата за вакцинации, како и зголемување на нивото на здравствена заштита, рече министерот Демири. Со обнова на опремата за лабораторија и медицинска апаратура се прошири делокругот на анализи кои сега се вршат во здравствената установа. Како што ме информираше директорката, набавени се 2 амбулантни возила за итната медицинска помош од сопствени средства, со што се изврши обнова на возниот парк, поефикасно, побрзо и навремено реализирање на здравствените услуги за пациентите, изјави заменичката Манолева. Со цел подостоинствени услови за пациентите и вработените, потпишан е договор за поправки, санација на објектот Маларична со примена на дограма, фасада, кров и партерно уредување. Исто така, спроведена е постапка за санација на објектот амбуланта Белчишта во вредност од 7.665.280 денари од сопствени средства. Председателката на Општинската организација на СДСМ Охрид Кристина Крлеска-Деспотовска со реакција на вчерашниот прес на подпредседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Охрид Александар Китески. Наводите изнесени од ВМРО ДПМНЕ и Китески се лаги, вели во реакцијата Крлеска-Деспотовска, а за кривичната пријава поднесена против неа им најави кривична за лажно пријавување. Председателката на Општинската организација на СДСМ Охрид Кристина Крлеска-Деспотовска преку соопштение ги демантира наводите изнесени на пресконференцијата на подпредседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Охрид Александар Китески, кој вчера обвини за незаконитости во низиниот избор за директор на Централен регистар Охрид. Лесно е да застанеш пред јавното обвинителство и да расфрлаш од ракав некакви си изреки, па да мислиш дека зад тебе имаш маса народ која ти верува. Немаш маса народ, Китески, туку ги имаш на тебе сличните кои се задоволни кога некоја личност директно се линчува, бидејќи тоа е карактерна особина на ДПМНЕ. Наместо да ги трошите парите на мене и на СДСМ, потрошете ги на народот кој чека нешто да направите откако сте дојдени на власт, се вели во реакцијата од председателката на Општинската организација на СДСМ Охрид. Крлеска-Деспотовска им порачува на ВМРО ДПМНЕ со постапката против неа да одат до крај за, како што вели, на крај конечно да излезат на видели на нивните лаги и невистини. Во меѓувреме за вашата наводна кривична пријава соодветно ќе возвратам со кривична пријава за лажно пријавување кон вас како подносители на пријавата, порачува Крлеска-Деспотовска. Граѓаните на двојните избори на 8 мај на гласачките места ќе може да одат само еднаш. Државната изборна комисија усвои упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, со кое што се утврдува дека граѓанинот само еднаш ќе може да оди на избирачко место за гласање на двојните избори.
Државната изборна комисија усвои упатства за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, со кое што се утврдува дека граѓанинот само еднаш ќе може да оди на избирачко место за гласање на двојните избори на 8 мај, парламентарните и вториот круг од претседателските избори. Со ова упатство се предлага, цитирам, откако ќе го остварат своето избирачко право и откако по собствен избор ќе гласаат или само за претседателски, или само за парламентарни избори, граѓаните потоа нема да можат повторно во текот на денот да дојдат на избирачкото место и да гласаат за оној вид на избори за кои не гласале и за кои претходно не го искористиле даденото право на избор. Со овој предлог упатство, избирачкиот одбор задолжително ќе ги прашува граѓаните за кој вид на избори сакаат да гласаат, а граѓаните имаат право да изберат и да се изјаснат за кој вид на избори ќе гласаат, и тоа само за претседателски избори, само за парламентарни избори или и за претседателски и за парламентарни избори. Со регулирањето дека граѓаните можат само еднаш да дојдат на гласачкото место и со можноста според лична желба да се определат за кој вид на избори сакаат да гласаат, не се прави никаква дискриминација на правата за слободен избор и определбата на граѓаните, односно не се ограничува нивното право на глас, кажа Кондарко. Напротив, да објасни тој, со ваквото упатство се штитат правото и слободното определување на граѓаните и се штитат самите граѓани од можни манипулации, притисоци и злоупотреби на нивната волја, а исто така би се оневозможиле гужви и чекање на ред за гласање пред гласачките места, што би било случај доколку граѓаните доаѓаат по 2 пати во текот на денот да гласаат, кажа Борис Кондарко во образложението на упатството и посочи дека истото ќе важи само во случаи кога има спроведување на 2 или повеќе различни видови избори и референдум во исти ден. Чествување за ликот и делото на нашиот познат историчар на уметност Гоце Ангеличин Жура по повод 5 годишнината од неговото упокојување. Чествувањето ќе се одржи утре, 29 март, во спомен куќата на Христо Узунов со почеток во 12 часот. Утре во спомен куќата на Христо Узунов со почеток во 12 часот ќе се одржи чествување за ликот и делото на Гоце Ангеличин Жура, нашиот познат историчар на уметност. Настанот е во организација на доктор Гордан Ангеличин Жура и Горан Митрески, историчар кустос во соработка со Националната установа Завод за заштита на спомениците и Музеј Охрид. За ликот и делото на Гоце Жура ќе говорат археологот Паско Кузман, историчарот на уметност Јордан Каматова, директорот на Национална установа библиотека Григор Перличев, магистар Милчо Евановски и професор доктор Климент Наумов, доцент при Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Гоце Жура е основоположник и втемелувач на теренските истражувања на пештерските цркви во Охридско-Преспанскиот регион, како и активен истражувач на постоечки и новооткриени сакрални објекти во Охрид. Неговите истражувања резултирале со уникатни откритија драгоцени за македонската наука, како на пример дотогаш неоткриени ликови на Свети Климент, а само во последната книга има мапирано 20 базилики и 43 цркви во стариот дел на Охрид. Зад себе има оставено импресивна библиографија од 20 книги и над 60 научни трудови. Овој настан овозможува охриѓани да се потсетат на нивниот сограѓанин и со своето присуство да му оддадат почит за непроценливиот придонес кон науката и афирмацијата на нашето културно-историско наследство и православната црковна историја. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот кои беа актуелни денес. 4 лица се убиени, а најмалку 5 се ранети во напад со нож што синоќа го извршил маж во малото градче Рокфорд во американската сојузна држава Илиноис. Нападите се случиле на повеќе локации, а жртвите биле на возраст од 15 до 63 години, пренесува CNN. Полицијата соопштила дека 5 мина повредени се пренесени во локалните болници и кај нив се констатирани сериозни повреди. Во врска со нападот уапсен е 22 годишен маж кој е на распит во полицијата, која се уште работи на утврдување на мотивите, што засега остануваат нејасни и се верува дека нема други лица осомничени за учество во нападите.
Џакарта ќе остане главен град на Индонезија до крајот на идната година. Индонезискиот парламент денеска дал зелено светло Џакарта да добие специјален статус на економски центар во државата, пренесува Reuters. Нов главен град ќе биде Нусантара, кој се гради во џунглата на Борнео на околу 2000 километри од Џакарта. Изградбата на овој град е водечки проект на председателот во заминување Јоко Видодо, кој ветил дека ќе го прераспредели богатството и развојот низ архипелагот кои моментално се концентрирани на островот Јава. Новиот град се очекува да биде завршен до крајот на 2045 година, а целиот проект да чини околу 32 милиарди долари. Индонезиската влада досега инвестирала околу 2 милиарди долари во изградба на инфраструктура. Според индонезиските медиуми, причината за именување на нов главен град е затоа што Џакарта е град кој брзо тоне, односно речиси половина од градот моментално бил под нивото на морето. Неизвестна е судбината на 13 руски рудари кои останаа заробени во рудникот за злато Пионер во Амурската област на далечниот исток на Русија. Рударите се заробени од 19 март на длабочина од речиси 150 метри и со нив не е воспоставен никаков контакт. Сега рудникот бил речиси целосно поплавен, изјавил представник на службата за вонредни состојби за руската новинска агенција РИА. Се наведува дека водата продолжува да тече во просторот каде што се наоѓаат рударите, а дополнителна опасност представуваат и активните одрони. Словачкиот министер за животна средина изјавил дека кафената мечка која повреди 5 лица во еден словачки град синоќа е убиена во локалната шума. За жал, една жена за да се заштити од мечката која гонела починала кога паднала од карпа без да погледне каде оди. Меѓу повредените беше и едно 10-годишно девојче. Според министерот, владата на Словачка користела дронови и биометриска технологија за да ја пронајде мечката, пренесува BBC, но сепак им беа потребни 10 дена за да ја пронајдат и убијат мечката. Словачката влада сака поголема слобода за намалување на популацијата на мечки со селективно убивање. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно.